Повторно, Хрватска и Македонија се одлучи да оди на бојкот против високите цени во маркетите. Социјалните мрежи горат поделени мислења, некои се шегува на оваа тема, но многу луѓе се приклучуваат кон бојкотот и политичари веќе имаат од страна на политичари поддршка во однос на овој бојкот, само организиран на некој начин од граѓаните. Велат некој, Срѓан, дека не сме ние таква нација која што ќе се сплоти на ваков начин. Што велиш ти? Јас вака би почнал. Југославија одамна е распадната, но југосферата на бројни примери покажува дека е жива и здрава и дека ништо не ја фали и дека оној е единствен културен простор и натаму функционира безпрекорно и да кажеме ако Загреб тргне иницијативата нели за бојкот па се присили преку Црна Гора и Македонија, а сега веќе слушам дека и Србија и Словенија ќе најавуваат сличен бојкот, тоа значи дека ние сме дека тие врски, тие конекции кои што не се политички, кои не се организирани, сепак функционираат на извореден начин и значи по примерот на хрватите, еве и Македонија, нели и останатите од кои што произлегуваат од некогашните југословенски простори, се вклучуваат во бојкотот против високите цени, јас би го кажал тоа така. И еве сега значи иницијативата се рашири како пожар на ветер, се рашири по социјалните мрежи, дури сите оние луѓе кои што ги нарекуваме инфлуенсери, имаат голем број нели пријатели на социјалните мрежи, го поддржаат тоа. Нормално премиерот немаше каде, мораше тој да го поддржи бојкотот и значи првата работа е нели она дали ние како народ можеме да се организираме, да се организиравме, значи го прогласивме бојкотот и јас сум сигурен дека тој ќе успее во петок, дека во петок веројатно само тие што немаат социјални мрежи ќе влезат таму, можеби некој странец нели кој што дошол во Македонија, таквите не треба ни да се љутиме доколку нели пазарат. Што се однесува до другите, тоа е добро. Сега, јас сум економиста, но не сум стручен да кажам дали е тоа добар начин за справување со скапотијата и дали овие продавачите се единствениот, значи големите маркети, нивните синџири на продавачи, дали се единствената причина за високите цени на производите за тука пред се мислиме на прехранбените производи. Дали се ти единствената причина, тоа јас не би се осмелил да коментирам. Мислам дека е тоа многу посложено. Па дури тие да ги намалат маржите, гледаме дека некои од тие дуќани, односно не се дуќани, туку супермаркети ги изголемиле дури за 30%, но сега, знаете, кога би разговара за нив, може би ќе ви кажат, да, ама киријата многу поскапе, да, ама струјата многу поскапе, да, ама нафтата која користиме за, нели, е многу поскапена. Сега тоа во некои земји се решава на начин што тие има, да кажеме, може да полнат бенефицирано нафтата, да ја полнат бенефицирано струјата, да ја плаќаат, а не индустријски, како што ја плаќаат. И сега вие замислите колку ви треба еден маркет да... А тие се големи, нели? Тоа се огромни хали, кои вие треба да ги загреете или да ги оладите. Не е тоа воопшто ефтино. И тоа вие треба да го правите во текот на целиот период, значи вие не заштедувате со тоа што ќе исклучите ладењето или грењето во текот на ноќта, бидејќи се работи и во недела, бидејќи се работи за храна, се работи за производи кои што мора да бидат постојано под одредена температура да бидат и тоа воопшто не е лесно да се направи. Затоа ќе кажам, мене ме радува што се организиравме, бојкотот е добар, треба веројатно малку и да намалат од маржата, но мислам дека не требаме целата вина да ја бараме кај нив, туку треба да доколку сакаме да најдеме решение, мислам дека може да се најде решение и да поевтини, драстично да поевтинат некои производи, но за тоа ќе треба нели да имаме еден искрен однос кон
Многу пати ќе се рече дека сме силни само на тастатура, а на дело кога треба да ги покажеме нештата не изгледа сликата тоа така. Некако делуваме силни на тастатура и овој пат. Дали во петок ќе бидат празни маркетите? Па сигурно ќе бидат, да, сигурно дека ќе бидат. Не мислам дека тоа е така, тој е многу потценувачки однос кон нашиот народ. Никогаш не ми се допаѓал, никогаш не сум бил приврзаник на таа идеја дека нашиот народ е нешто особено лош или особено неинвентивен. Не, тоа не е точно. Точно е дека сме имале влади во минатото, представници, политичари кои навистина биле за секаков подсмев и критика, но за народот немаме многу лоши зборови. А тоа го докажува многу пати и хуманоста. Ние сме навистина многу хуман народ и кога треба да се сплотиме... колку пати ние сме собрале пари за некое дете. И тоа брзо сме ги собрале тие пари. Многу експресно. Така да не е тоа проблем. И хумани сме, и знаеме и така да искажеме и да... Па и радост кога се слави, нели? Тоа сплотеноста се забележува. Дури нема ни разлика ни по етничка линија. Сега Македонија обременета со етнички прашања, со малцинства, со така натака, но кога е хуманоста во прашање, исто тука нема никаков проблем. Сето тоа се решава на еден брз начин, на еден елегантен начин. Јас пак ќе кажам, ние може да најдеме 300.000 како да кажем, негативности во работењето на нашите влади, институции и така натака, но народот е окей, во ред. Народот си е како што треба да биде? Да. Немам ја тука некои поплаки. Времињата се тешки, во тешки времиња така се реагира, а никогаш и не биле лесни. Апсолутно. Дали ти лично се приклучуваш кон бојкотот? Апсолутно, апсолутно, да. Само што апелирам, нели, на тие што подобро се разбираат, да изгледа со некој план како тоа да поевтини храната на подолг период, а при тоа да не видиме ние пропагање на овие синџири за исхрана. Нели? Да, затоа што сепак треба и тие вработени се, не треба ние кои што работат, да. Немаме бојкот кон вработените, туку кон цените, бојкотот да се ова. Инаку тоа е за жал е тоа глобален феномен. Енергенците многу поскапеа, производството на струја е многу поскапено, ја нема дефицитарни, кога е струјата дефицитарна, таа е скапа. Веднаш има тука и многу мешетарење. Храната, за жал, некои производи како кафето, кои не се контролираат, кои се бездарски производи, како што е кафето, чоколадото. Па да, чоколадото, бидејќи се прави од какаото, да, па чоколадото, да. Тука, мислам дека никој тука не може да го сконтролира тоа, бидејќи ние не произведуваме ни кафе, ни какао, ни... Добро, чоколада е нус производ, но сакам да кажам, тоа се работи кои што се поскапени и тоа немаат многу врска со глобалните случувања во моментот, туку многу повеќе имаат со она што се нарекува глобално затоплување, промена на климат и така натака. Значи, ако вие садите само кафе и какао само на еден, можете садите само на еден меридијан, значи тоа е на неколку километри во Етиопија и во неколку земји од Латинска Америка, Средна Америка, тука пред се мисли на Колумбија, значи Јужна Америка, па горе Хондурас и така натака, значи Боливија. Тоа се тешко достапни места каде што расте кафето, каде што успева кафето и секако делови на Бразил, но тоа се тешко достапни места. Тоа кафе не расте таму каде што се блиску големите градови. Ми се припи кафе од муавата, морам да ти признам. И климатските услови многу негативно се одразуваат врз кафето и некои други наши навики, нели, да сакаме да пиеме скапо кафе, па се садат, нели, садници на арабика и оние други што се ексклузивни садници, типови на кафе кои што го уништуваат поевтиното кафе кое повеќе успева, па со самото тоа е поскапо. И тоа е многу комплицирано, но голем број на научници предупредуваат, подгответе се за живот без кафе, бидејќи може да го снема.
Јас моето кафе се уште не успеав да го испијам утрина, Да, ми се испив припи од две оца твојов бајле, така од да. твојов разговор, ми се Да, припи повторно ќе споменам само за крај. Премиерот ја поддржува акцијата за бојкот. Што тоа значи? Дали тоа може да има влијание Па тој вели јас лично го поддржувам. Значи тој се става во улога на граѓанин. Така. Значи еден од нас и го поддржува тоа, да. И кога ќе кажам да, од таа гледна точка тоа е се супер. Тоа е све одлично. Сите ние велиме да, скапо е, треба да намалите маржите, многу сте ги дигнале, бидете поевтини во ред. Да. Сега премиерот како човек реагира човечки, вели да и веројатно и него му е скапо, но од друга страна како премиер можеби би требало тој да се нели подзасекира па да направи еден план како да биде добро и за продавачите, но како да биде добро и за граѓаните. На поинаков начин да Па влијае има на начин сето. тоа како се напри, да, секако. Благодарам многу. Актуелно, тема која што е најактуелна во моментот. Верувам дека ви беше интересно да не слушате. Верувам дека ќе ви биде интересно и понатаму да бидете заедно со нас. Следуваме меѓународната анализа. Го пречекуваме во студиото Дејан Андоновиќ.